со огледување на состојбата со дроги во општина Тетово и Тетовскиот регион. Ова беше презентирано на јавниот собир организиран од Центарот за развој и напредување на јавниот живот по повод 26 јуни, меѓународниот ден против злоупотреба на дроги и недозволена трговија. Како што изјави психологот во Центарот за социјални работи Тетово, Оливера Цветковска, се повеќе малолетни деца се евидентирани како зависници од дроги. Во Центарот за социјална работа Тетово имаме ново евидентирани зависници на марихуана. Тоа се малолетни лица и морам да кажам за прв пат дека сите нови зависници се од женски пол. На возраст се од 15 до 17 годишна возраст. Најмногу пробатори има на марихуана, како и секаде во светот, така и Тетово не е ништо поинако од тоа, но за среќа, сега во Македонија ја нема донесено, се уште ја немаат пробано дрогата наречена крокодил. Има едно лице, женско лице, што експериментирала со таа дрога во Србија. Дрогата крокодил во Македонија за среќа се уште не е стигната, што секако не значи дека нема и да стигне. Неколку пати до сега сме кажале дека дрогата не бира нација, не бира пол. Меѓутоа кажувавме и нагласувавме дека се работи за деца или зависници од дрога кои потекнуваат од некомплетни семејства. За жал, оваа година во Центарот за социјална работа Тетово се евидентирани лица на комплетни семејства, што не значи дека се во семејството функционирало одлично, меѓутоа тоа се деца и со татко и со мајка, сепак почнале да експериментираат и станале зависници од дрога. Борислав Павловски од Центарот за развој и напредување на јавниот живот Тетово го потврдува фактот за намалување на старосната граница кај корисниците на дроги и го посочува трендот на користење нови неиспитани дроги. По сите светски извештаи кои денеска беа објавени, она што ние го апелираме како организација, како Сдружение на граѓани кои што работи на полето на дроги во општина на Тетово и Полошкиот регион, само ги потврдува нашите констатации и сознанија дека двата феномени кои се на светски рамки општо распространети и со така има и во Тетово и во нашиот регион. Тоа е дека едниот феномен е дека старосната граница на корисниците на дроги се повеќе и повеќе се намалува. Веќе имаме случаеви каде што деца на 10, на 12, дури на 8 годишна возраст се корисници на дроги, што е многу тешко нашиот систем, македонски систем на здравство и образование да го прифати, затоа што самата постапка за нивно лекување и третман не постои. Тоа е еден случај кој што го имавме уште од самиот почеток, уште пред 4-5 години, кој започна Центарот да работи тука во Тетово. И вториот феномен, кој исто така во светски рамки се пресликува на локално ниво, е дека имаме се поголема пристапност на дроги, но во тренд е користење на некои нови дроги. Не се на традиционални дроги, како типот на хероин, кокаин или марихуана, кој е општо распространета, има голем број на корисници во нашиот регион, туку на дроги синтетички, психотропни субстанции кои не се ни признати, ни тестирани, а предизвикуваат големи последици по здравјето на човекот. Целта на презентацијата е соопштување на состојбата со дрогите, особено меѓу младите од општина Тетово и Горнополошкиот регион, но и превенција и едукација во борбата против дрогата. Ние во ова презентација се задржиме накратко за дрогите, за превенцијата, за одржување на ниската превенција на дрогата, за користење на дроги. И да се, например, младите да се едуцираат, да идеме кон тој правец да се едуцираат за десувањето на дроги во младите, значи што се под највисок ризик. Друго, што би рекол, може би некој апел да младите повеќе си обрнуваат внимание на каде се дружат, како се дружат, каде брегуваат, да ги избегнуваат овие места каде што се користат вакви, каде има, например, сознание каде се користат вакви субстанции и така натаму. Од страна на активистите од Младинскиот образовен форум беше презентиран и документарниот филм Втора шанса. Ова е нивна трета проекција на краткометражен филм. Денешниот настан ќе се одржи презентација на резултатите од истражувањето за дрогите и корисниците на дроги во општина Тетово
и воедно проекција на филм. Ова е фактички трета проекција која што е организирана од страна на Младински образовен форум, значи членовите на Медија арт клубот се изработуваат филмови. Денешнава тематика е како средношколците, значи не ги слушаат своите родители, своите наставници и запаѓаат под лошо дејство од користењето на дрогите и фактички со ова сакаме да кажеме дека животот им дава втора шанса. Филмот значи трае 20 минути. Сценарија на филмот е Тоше Секуловски, а режија е Глигор Кондовски. Актерската екипа се буквално аматери кои што се деца членови на Медија арт клубот веќе 2 години и кои што навистина професионално макотрпно работија и го изработија овој прекрасен производ. Анализите од истражувањето кој беше презентирано на јавниот собир се однесува за период од изминатата 2012 и првите 6 месеци од 2013 година во Тетово.